Давид, здраво, како си ми во прекрасниот Охрид, те начекавме на твоја свирка, на твоја забава, прекрасно се забавуваме, кажи ми како си во овие убави летни денови, како си поминуваш во Охрид? Добар ден, прво да ги поздравам сите гледачи на Хајп, сакам да го честитам празникот Илинден за многу години нека е. Денеска сме тука во најубавата плажа во Охрид, Аруба Бич. Имам настап, се надевам поминува одлично како сте тука вие што слушате. А исто така и вечерва останувам, сум поканет како гостин на концертот од Аца Лукас. Искрено имам една анегдота да ви кажам. Првото пијанство ми беше на концерт во Скопје на Аца Лукас и така животот направи нешто што јас не очекував дека може да дојде време јас рамо до рамо да застанам на сцена и да се појавам до таква легенда да пеам заедно до него. Пред се голема чест и задоволство, голема одговорност. Морам да му се заблагодарам на директорот Саша Мирковиќ, стварно премногу се грижи за нас. И се надевам дека ќе дојдете во Егоисти и ќе поминете лудо незаборавно. Давид, се си кажа, не остави да те прашам, па чекај све изнакаже на почеток, остави малку, онака да имам простор и време да си кажам моите прашања. Ако не е проблем. Ти си нашиот победник, нашиот Давид, нашата гордост, победникот во првата сезона на музичкото шоу Хајп Звезде. Кажи ми, после толку, помина некое известно време, па како, дали слегна емоциите, дали малце се прибра, како е после се, дали твоите чувства се веќе слегнати на некој начин, како се чувствуваш и дали конечно сватиш што всушност направи? Да ти кажам, чувството е неопишливо, еуфоријата се уште трае, не е стаснува, но почнав со работа, имам доста настапи, работам на мојата песна од Хајп, се надевам во брзо време ќе излезе. Моите фанови слободно нека ме следат на социјалните мрежи, ова е само почеток, тоа прва доаѓаат добри работи и се надевам ќе бидете уз мене. Какви се импресиите на најблиските, на твоите пријатели после се што се случи, после победата? Како Давид го поминува времето после победата на Хајп Звезда? Времето го поминувам нормално со најблиските, со моите другари, пријатели. Искрено не очекува, но стварно се пресрекни. Мојот сон се оствари. Верував во себе, се борев и на сите ќе им кажам верувајте во себе, борите се и да знаете успехот кога тогаш ќе дојде. Пред известно време беше надпреварувач на сцената на Хајп Звезде, а денеска ќе стоиш рамо до рамо со најголемата балканска легендарна музичка звезда Аца Лукас. Дали си возбуден? Тоа е тоа што го кажав, значи стварно он ме оценуваше, јас сум пораснал со неговите песни, сум идел на негови настапи и огромна чест и задоволство да застанеш до таква легенда и ова е голем поттик за секој млад пејач. По победата речи си да не застана со настапи, со свирки. Кажи ми, колку победата на Хајп Звезда ти го промени животот? Победата искрено премногу ми го смени животов. Имам кажано во доста интервјуа дека тоа стварно се деси преку ноќ. Значи имав настапи за викенд, ама сега ова телефонот почна да звони, што се кажува секој ден. Значи стварно ова е нешто неверојатно и секој млад што мисли да се пријави, слободно има нова сезона, нека си ја проба среќата и зашто да не си го оствари својот сон. Победата носи честитки, аплаузи, меѓутоа и голема одговорност. Кажи ми, дали чувствуваш некој притисок после се? Дали чувствуваш одговорност дека тек треба ти да ја градиш својата кариера и да докажеш на публиката дека си ти навистина победникот кој што таа го избра и да се оправдаш на некој начин? Одговорноста е преголема, да. Не е како порано во приватниот живот излези опуштеност да имаш некоја одговорност, си победник на некој начин, си во тие познати личности во Македонија. И сега јас стварно се трудам на себе, работам колку што можам и се надевам ќе одам чекор по чекор напред. Дали веќе ти се случува непознати луѓе да те застанат на улица, да те препознаат? Многу, искрено, баш ми е мило и драго. Јас
за тоа живеев, значи уживам во тоа. Значи доаѓаат луѓе до мене и бараат слика, ми честитаат, се пресреќни кога ќе ме видат. Ја викаат Давид, баш ми е мило што победи, секоја чест, фала им кажувам и стварно ме преубаво чувството, не знам со зборови, со како да ви го опишем, тоа само да се почувствува. Така, се гледа по тебе, искрено да ти кажам, и ние сме прегорди како екипа што македонски представник ете успеа да ја издвои победата, како и секако и нашите две прекрасни Сања и Слободанка, што ете и тие успеа да земат да се пласираат високо. Охрид важи за еден град каде што публиката не простува просечен настап. Тука е речиси цела Македонија во Охрид. Па и Балкан. Така. Јас искрено ќе дадам се од себе да оставам добар впечаток. Публиката више ме слушна мене на балканско ниво. Оставам простор јас пак да го докажем тоа и се надевам после мојата песна ќе има доста други песни ќе доаѓаат на моите настапи. Ако можеш да се вратиш малце наназад во времето, што би му кажал на Давид кој што се пријави на аудицијата на Хајп Звезда? Па искрено би кажал истото тоа што си го кажував цело време. Верувај во себе, работи, успехот кога тогаш ќе дојде. Јас никогаш не се откажав, дури кога имав хейт коментари, не знаеш да пееш, откажи се, тргни се, никогаш баш сум сакал на тие луѓе јас да им докажам. И ете стварно се деси тоа чудо. Дојдов до некое ниво, тоа што јас го знаев го покажав. Од тие прекрасни луѓе таму во жирито многу работи научив и така уште се трудам на себе да бидам што подобар. Кажи ми, кое е следното големо животно да кое сакаш да го исполниш? Може би албум, арена, некој дует, ете може би? Јас искрено сакам дуети, но моментално треба, нели, и тие луѓе јас што сакам да снимам дуети, они да сакаат. Се надевам дека кога ќе биде мојата прва песна, ќе ме слушнат тие ќе им се допадне и ќе сакаат и они да снимат со мене, но зашто да не е? Сега следуваат уште неколку песни, да биде првиот албум, па да биде и арена. Давид, ти внимавај што си посакуваш, пошто на тебе како почна да ти се исполнуваат желбите? Амин Боже, значи на секој се што сака и јас му посакувам да се оствари, нема нешто побаво од тоа. Така. Ова е само почеток на една голема кариера. Кажи ми, ако утре треба да издвоиш една реченица и да ја убедиш публиката зошто Давид Груевски не е само победник на едно шоу, туку и нова музичка звезда, што ви кажа? Па, никогаш не би се гледал како звезда, но сите што ме поддржуваат и не ме поддржуваат, јас секогаш сум искрен и ги сакам и ги почитувам и не знам, само убава енергија, ширење на љубов и позитива. Мора да постојат и тие што не поддржуваат. Секогаш Без нив има, така да. е. Без нив нема да можеме да имаме мотивација за да бидеме подобри, така? Да, така е. Сакам за крај да те прашам, нашиот директор Саша Мирковиќ не престана со изненадувањата и на самото финале ви подари на вас сите 20 финалисти песни и видеозаписи, па дали работите нешто, дали знаеш веќе во кој правец ќе се движи таа песна? Да, работиме моментално, бевме во Београд, имавме некои си договори таму. Стварно премногу се грижи на нас. Поздрав до директорот Саша Мирковиќ. Искрено не знам како да му се одолжиме ова. Го нема нигде он што го прави тоа за нас. Така. Нашиот директор е тука секогаш да ги поддржува амбициозните, талентираните луѓе и секако е тука наша голема поддршка. Многу ти благодарам, Давид. Ете да не ти одземам веќе од твоето време, може малци и да одмориш ако постои можност во денешниот ден и се гледаме вечер на спектакуларниот концерт. Ви благодарам и ве очекуваме сите да дојдете вечер Егоист, Аца Лукас и ние Хајп Звездите. Чао! Супер!